Јас изборувам за начините, за линковите, за како да се најде книгата, но исто така и за овие формални критериуми ќе направам едно резиме и за некои неформални критериуми, поточно еден неформален критериум. За таа цел ќе почнам веднаш со screen share. Имам подготвено еден документ. Вака, значи, ќе ги повторам уште еднаш овие формални критериуми што веќе ги спомнавме неколку пати. Значи, делото треба да биде или роман, или новела, или расказ, или документарна проза. Тоа е едно. Значи, не мора да се преведува голем дел од книгата, но да не биде ни премал дел. Има од 3000 до 5000 зборчиња да се преведе. Тоа лесно ќе го пресметате, ќе ви покажам накратко како. Исто, делото треба да биде прв пат објавено, нели, како што кажавме, во земја членка на ЕУ. Тоа ја исклучува Велика Британија. Знам дека најголем број од учесниците тука ќе преведуваат од англиски, мислам, и затоа да не се направи таква грешка да се побара издавачка куќа во Велика Британија. Исто во изминативе 3 години, тоа го кажавме, и ова веќе се подразбира дека треба да биде на еден од 24 јазици на ЕУ. Делото исто не смее да биде објавено на некој од јазиците во регионот. Тоа сега што го кажа колешката, значи албански, босански, хрватски, црногорски, српски и така натаму. И исто треба делото да се преведува на некој од официјалните јазици во МК, значи македонски, но исто така и албански, турски, ромски и така натаму. Добро, тоа беа формалните критериуми за избор на дело. Сега за начинот, односно за процесот на обезбедување на ова дело, односно за корисните линкови. За процесот за обезбедување на делото имаме фактички 3 чекори. Прво треба да се пронајде делото и да се одбере, потоа да се провери да не е преведено на македонски или во нашиот систем, да не е преведено исто на албански во нашата земја или на други јазици. Потоа исто проверка како делото да се провери дали е преведено во некој од земјите во регионот. Конкретно за пронаоѓањето и изборот на делото имам 4, барем она што јас го разгледав, 4 начини за пронаоѓање на тоа. Прво, може да пронајдете книга онлайн и самостојно. Пример за тоа би било, може да се појде на оваа веб страница babylon.mk и од тука како појдовна точка. Имаме тука горе десно корисни линкови. Кога ќе кликнеме на овие корисни линкови, се отвора оваа страница, каде што се гледа од германски, од чешки, од француски, од италијански. Живко, Да? извини, не го гледаме екранот со веб страницата, туку се уште Word документот. Аха. Треба да го спуштиш Word документот за да го видиме екранот со веб страницата. Така, сега е окей? Не, се уште не. Значи треба да шерувам веројатно Одново, друга... да. Screen share, окей. Значи ја го шерувам веб страницата. Сега е окей, претпоставам. Да, сега е во ред. Значи на веб страницата на babylon.mk горе има линк ваму горе десно корисни линкови. Овие корисни линкови има веб адреси кои што ве водат до веб страници во Германија, во Чешка, во Франција и така натаму. Но за нас оваа година најинтересно ќе биде ова овде, затоа што ова не водат до Малта и до Ирска. Односно книги објавени во Малта и во Ирска. Сега, кога ќе појдеме, да речеме, јас пребарував повеќе за ова Irish Publishers. Кога ќе појдете на Irish Publishers, се отвора не стрега, туку се отвора ова веб страница. И тука многу убаво е средено, има еден куп линкови до издавачки куќи во Ирска. Еве да речеме да ја земеме Brandon Publications. Кога ќе кликнеме на овој линк, не води до оваа
страница и тука веќе имаме книги. Овие книги можат да се отворат и да се листаат. Еве да ја земеме да речеме All Things Nice од Sheila Bagler. Кога ќе кликнеме на All Things Nice, ќе се отвори овој линк и тука убаво е што може веднаш да се отвори книгата и да се листа. Еве ќе кликнам тука на full screen и се отвора целата книга. Штом ќе се отвори книгата, на почетокот во импресумот, еве одма може да ја листаме, одма во импресумот, потоа што на оваа книга нема, но може да се изгугла и да се најде како се вика која година е објавена или можеби ова е во најава кога се објавува оваа година во Ирска, што значи кај нас нема шанси да е преведувано. Поентата ми е, сакам да кажам дека тука веќе се гледа, има долу десно може да видите 43 страници. Овде има доволно материјал за превод. Но мој предлог е да не го преведувате првото нешто што ќе го најдете, туку да истражувате повеќе. Кога ќе јас да речеме да преведувам, ќе видам тука Never Forget, Never Forgive и веќе ова проблематично каква е оваа книга и што нуди. Затоа би се вратил назад на овие Irish Publishers, поточно на Брендон. И ако појдеме на оваа книга од Мери Мориси, тогаш ќе се отвори овој нов линк, каде што ќе видите... Да? Лазе. Аме не се смеи, срам да ти. Океј, некому нема исклучен на микрофонот, ама не е важно. Тука можеме да видиме дека има 2014 година книгата добила некоја награда. Значи оваа книга не може да влезе во конкуренција. Значи бараме 2018, 2019 или 2020. Исто оваа книга нема ни превју, не може ни да се отвори. Значи се враќаме назад и бараме нова книга. Кога ќе појде бараме нова книга. Океј, тоа беше еден од начините за пребарување. Односно како сега треба да го ширувам повторно Word документот. Океј си. Да. И тука се гледа, мислам, така треба да се пребарува помеѓу книгите и да се најде соодветната книга. Вториот начин, освен ова самостојно пребарување на книгите, е да се контактира издавачот. Тоа значи да се побара контактот. Еве, да речеме тука од O'Brien, Брендон, уствари, поточно книга, издавачката куќа, кога ќе кликнеме горе на контакт, излегуваат овие телефонски броеви и имейл адреси. Значи, јас предлагам да се испрати имейл и да се каже би сакал да ја преведувам оваа книга за овој конкурс, ќе помогне во промоција и така натаму. И убеден сум дека ќе ви излезат во пресред, дека ќе ви испратат барем 30 на 40 страници од книгата што би сакале да ја преведувате. Имам вакво искуство, мене ми испратија уште 2002-2003 година, сакав да ја читам книгата од Барико Сити, се сеќавам кај нас уште не беше преведена, им пишав на луѓето од издавачката на Барико и ми испратија цела книга во Word формат. Тоа е вториот начин за наоѓање на книга. Сега се враќам назад. Третиот начин за наоѓање на книга би бил со консултирање конкретни лица. Тоа може да бидат професори, да побарате книга од професор, професорка, некој студент на книжевност, некој што патува евентуално некаде и така натаму. Четвртиот начин е со консултирање институции, односно Француски културен центар, Гете институт или други институции кои што редовно снабдуваат со книги.
Вториот чекор, значи, откако ќе се пронајде книгата, ќе се одбере делото, е да се провери делото да не е преведено во Македонија и да не е преведено во земите во регионот. За оваа цел повторно има линкови на веб сајтот на Babylon и сега ќе ги покажам тие линкови. Значи повторно се враќаме на корисни линкови и на истата страница се најдолу еве ги линкови за проверка на објавени изданија. Ова е COBIS. COBIS е системот на нашата национална универзитетска библиотека Свети Климент Охридски и кога ќе се отвори вака изгледа веб страницата, значи тука го внесувате името на книгата и веднаш ќе ви покаже дали книгата е веќе преведена или може би е во процес на преведување. Иако е во процес на преведување, и тоа подобро да се остави, да се побара друго дело. Значи тоа е тоа што се однесува до корисните линкови. Уште сосема кратко ќе зборувам за неформалните критериуми за избор на делото. Значи, оно што јас би предложил и што другите колеги и колешки би предложиле, делото треба да биде предизвик за преведување. Значи, да не биде првото дело што ќе го најдете, да речете, супер, најдов 20 страници, сега ќе ги преведам овие, туку да се вложите малку во барање и да има некои одлики кои што ќе покажат дека сте вложиле повеќе труд. Например, делото пожелно да има комплексна синтакса помеѓу другото. Значи долги, зависно сложени реченици каде што тоа ќе треба убаво да се жонглира, би рекол, и да се убаво доведе и на македонски. Потоа да има пожелно да има и комплексна лексика, по типот на кованици, идиоми, изрази, игри на зборови, затоа што многу лесно е да се прави буквален превод на некоја лесно напишана, лесна книга во смисла на, да речеме, некој љубовен роман или некоја крими приказна. Исто доколку има лирски пасажи или римувани места, исто тоа придонесува за книгата да биде потешка. Ако има некои технички изрази, да речеме да еден од ликовите да се занимава со пчеларство и тоа би побарувало повеќе истражување на тој свет на пчеларството и би се видело дека сте вложиле поголем труд, дека е повеќе истражувано за да се направи превод. И исто ова е можност за адаптација. Значи да се направи не само превод, туку и превод на целата култура, како што спомна и Румена во она што го спомна премалку. Значи со еден збор, она што би го рекол јас е преведувањето треба да биде тешко, ама да уживаш во тоа. Ако не е тешко, значи дека нешто не е во ред, ако не уживаш во тоа, исто подобро да се баташ. Значи, за крај, предлог мој да се обезбедат неколку книги, а потоа да се одбере една од нив. И тоа би било тоа. Фала, Никола, и го оставам зборот за понатаму.